Аргумент плюс ново издание. Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва мој соговорник Благоја Пандовски, председател на Transparency International Македонија. Добро вечер. Добро вечер. По сценариото и кога се договаравме во фокусот секако ќе биде темата за начинот на кој јавниот републичкиот обвинител замина од оваа позиција. Но најпрво сакам да ве прашам за оно што денеска го сметаме како една од поважните вести. 19 актуелни градоначалници после локалните избори и повеќе од 30 на предходни воопшто не доставиле податоци за имотната состојба, тие познати анкетни листови во Државната комисија за спречување на корупцијата, до антикорупцијска комисија. Може би не е некоја значајна вест, но ако преведеме со едноставен речник, говориме дека сите овие функционери на локално ниво не го испочитувале законот и транспарентно да ги достават податоците за имотната состојба. Една од моите констатации во дневникот беше комоцијата им ја дава незначителната минималната висина на прекршочната казна. Како да го толкуваме ова? Па видете, законот е јасен. Анкетните листови мора да бидат доставени. Тие мора да дадат изјава за својата состојба. И досега кога го анализиравме оној систем на изјави кои што се содржат на вебсајтот на Државната комисија за спречување на корупција, јас неколку пати зборував за тоа, детектирани се голем број на неправилности и за оние анкетни листови кои што се дадени. Таму имаше измени на законот, имаше анкетни листови дадени претходно и дадени после тие измени. Во голем дел од нив фалат и одредени податоци, например фалат податоци за тоа како одреден имот е стекнат, што е битно во овие анкетни листови, не е само битна вредноста и висината на самиот имот. Меѓутоа, еве ако го коментираме ова последно што го наведовме денешнава ситуација за овие јавни функционери, односно градоначалници, може јасно да се каже дека тоа уште еднаш го отсликува мајндсетот на овие вршители на јавна функција, која што е доста одговорна градоначалници, и моментот, како што сама кажавте, на бришење на транспарентноста во делот на нивниот имот и што тие имаат стекнато. Точно дека една од причините може би за да ја наречеме лабавоста на овие лица се малите казни кои што се наметнуваат, меѓутоа знаете како, вистинската осуда доаѓа од јавноста, доаѓа од како од стручната, така и од пошироката јавност, кога некој нема да ја испочитува таа одредба која што закон е загарантирана и се бара, тогаш тоа во лицето на јавноста остава чувство дека тој нешто сака да скрие во делот на неговата имотна состојба. Знаеме дека имотот, изголемувањето, намалувањето на имотот, состојбата на имотот е непосредно поврзана со вршењето на функцијата, така да тоа е многу негативна слика пред јавноста. Различни моменти има овој однос на функционерите кон антикорупцијската комисија, кога зборуваме за пријавување на имотна состојба. Не велиме да не преюдицираме дека сакаат да скријат можеби нешто, но самиот однос дека се игнорира законско решение. А истите тие функционери, не зборам само за градоначалници, веројатно има и друг тип на функционери, нам, на граѓаните, држат лекции како треба да се почитува законот. Токму тоа, знаете како, тие вршат јавна функција. И во таа јавна функција често застапуваат одредени субјекти, во случајот општини. Така, тие се први луѓе на општината градоначалници. Ако тие самите за себе немаат доволно отчетност и транспарентност да дадат изјава за својата имотна состојба, како тогаш очекуваме да имаат отчетност и транспарентност за работата која вршат. Знаете, тоа е еден, ако тргнеме малку подалеку, тоа е еден квалитет на нивната личност. Значи, секој треба да биде отчетен за својата работа, меѓутоа секој пред се треба да биде отчетен за самиот себе. Така да, ова недавање на овие изјави, односно овие анкетни листови, има мултидимензионално значење во делот на нив како вршители. Еве, ќе споменам дел од нив, тоа е актуелниот градоначалник на Скопје, Орце Ѓорѓиевски. Последен пат кога проверував за околу неговиот анкетен лист, успеав само да го најдам анкетниот лист кој е поднесен од позиција на советник на општина Кисела Вода. Значи е поминат цел градоначалнички мандат. Сега имаме на Кисела Вода, зборуваме сега за нов градоначалнички мандат за град Скопје, значи повеќе од 4 години. Од актуелните тука се на Струга, Менди и Кира.
на Штип Јорданов, на Арачиново, 19 актуелни, поранешната градоначалничка, исто така по заминување на функцијата, нема поднесено нов, како да го речеме, анкетен лист за имотната состојба. Сметате ли дека треба да се интервенира во регулативата за посериозно да се свати овој однос, не само од аспект како прекршување на закон, туку и упад во транспарентноста, што е облигација на функционерите? Па да, еве, овие сите примери кои што ги наведовме зборуваат за несериозноста со која што се сваќаат овие законски одредби и пред се несериозноста со која што се сваќа Државната комисија за спречување на корупција како тело кое постапува по овие анкетни листови. Јас мојот став е секогаш јасен. Кога одредени законски одредби не се почитуваат, кога се мали казните за тоа, треба да се зголемат казните пред се, со цел да, ако нема само чувство, барем да има некој страф од одредено казнување, и во исто време јас би наметнал и некаква квалификувана форма на одговорност, односно би навлегол до тоа дека недавањето, непочитувањето на ова законска одредба би требало да биде поврзана и со одредено нивно ограничување за понатамошно вршење на јавни функции, дали тоа ќе биде во одреден период или на подолг период, тоа треба законодавецот да го реши. Меѓутоа, во секој случај треба да се направи една квалификувана форма на одговорност која што ќе ги натера сите јавни функционери да ги поднесуваат овие навремено овие анкетни листови. Заменувањето на републичкиот јавен обвинител. Една од тезите е дали сведочиме на преседан, најпрво за начинот, притисок за смена без законски основ, или сведочиме на еден процес на почеток, на демонтажа, на заробено судство од претходната власт? Интересно прашање. Одговорот не може да биде едноставен. Знаете, прво, ако го коментираме начинот на кој што тој заминува, давањето на неговата оставка, односно барањето да биде разрешен согласно член 86 од Законот за обвинителство, мора да истекнам дека по мене, моје мислење дека е тоа голема грешка која јавниот обвинител ја направи. Пред се, иако тој во текот на она пресконференција за јавноста даде причини дека имал политички притисок и така натаму, сметам дека не требаше тоа да го направи. Пред се, бидејќи, знаете како законот, ако трнеме, бидејќи јас сум легалист, нели, повеќе години работам и како адвокат, и така натаму, законот е точно го предвидува начинот на кој што јавниот обвинител може да биде разрешен. Предлагаче владата по претходно прибавено мислење од Советот на јавни обвинители. Меѓутоа, во самата законска одредба не пишува позитивно или негативно мислење, вели мислење. А собранието е тоа, затоа што во понатамошниот чекор на постапката пред собранието се доставуваат предлогот на владата и мислењето на Советот на јавни обвинители. Собранието е тоа кое расправа по двете, ги зема во предвиците наводи напишани во истите и носи одлука. Дали ќе го разреши или нема да го разреши. Доколку оставеше таа процедура да се направи до крај, нели, собранието да закаже седница, да расправа по овие по предлогот и по мислењето на Советот на јавни обвинители, ќе овозможеше во иднина, доколку тој смета дека правилно не е разрешен, да го критикува моментот на негово разрешување, односно дека не е почитувано мислењето. Вака, како што тој го спречи всушност собранието да расправа, и со давањето на оставката по мене даде некаков сигнал дека сака да побегне од таа расправа и дека можеби на некој начин и прифаќа дел од вината која му се става на терет. Не е во ред. Јас никогаш кога би бил на негова позиција не би си дал барање за разрешување, туку би оставил понатаму тоа да оди. Да, но видете. Иако можеше да се предпостави каква ќе биде одлуката, сепак не можеме да тврдиме. Да, сега го анализираме потегот на републичкиот обвинител, дали требаше да се изложи пред пратениците и да остави простор за дебата. Јас прашувам дали ние имаме смена на јавен обвинител по слово на закон, бидејќи самиот Коцевски вели: за мене до сега до овој момент ништо не е најдено. Ние имаме партиска пресконференција на која што се вели Коцевски во ФИОКа држи 40 предмети. Не ги слушнавме кои се тие предмети. Дали слушнавме прецизно на кој начин јавниот обвинител
постапил погрешно, бидејќи законската регулатива точно го дефинира начинот и причините поради кои може да биде разрешен републички јавен обвинител. Па да, една од причините кои што се дефинирани во законот е лошо вршење на својата функција, односно потешка дисциплинска одговорност, оддавање на одредени тајни, нели, кои што се во рамките на службата, кои што колку што се сеќам беа дел од индициите ставени во предлогот на владата. Меѓутоа, повторно ќе кажам, собранието како законодавен дом, како дом кој директно изразува волјата на народот, бидејќи во него стојат народни представници, требаше во една отворена седница да расправа за сите овие работи. Сега, од една страна имаме владата која тврдела дека има такви, нели, предмети во фиока, од друга страна го имаме јавниот обвинител кој тврди дека трпел политички притисок и така натаму, меѓутоа тоа не дојде до разрешница онака како што е предвидена во законот. И сите сме на некој начин обесправени да ја видиме таа разрешница, позитивна или негативна, ќе ја коментиравме после тоа. Меѓутоа не дозволивме да ја видиме таа јавна седница на која ќе се расправа по сите овие работи. Од друга страна, знаете како секој кој ќе дојде на позиција јавен обвинител, вршењето на позицијата јавен обвинител е јавна функција. Таа треба постојано да биде изложена на коментари, па дури понекогаш и критики на јавноста. И знаете, кога се коментира, кога се критикува, тоа не треба да се сваќа во таа смисла дека тоа е политички притисок. Сите можат да бидат подложни на критики. Гледаме дека и власта и опозицијата помеѓу себе се критикуваат, па никој од нив тоа не знам дали разбирате поентата на тоа што сакам да го кажам, дека треба, доколку се работи за критики, истите да се прифатат, доколку се основани, доколку не се демантираат. Да, еве веќе натре водиме дебата за начинот на кој што си замина Коцевски. Што мислите, како ќе биде ова нотирано и како е перцепирано од меѓународната заедница? Зборувам, не очекува здравје нов извештај на Европската комисија во сегашниот отсуство на судски реформи, еве и во заклучоци на Совет на Европа и така натаму, постојано ги читаме. Дали може да констатира, еве Европската унија, официјален Брисел, дека ние го правиме првиот чекор кон тие долго најавувани реформи, бидејќи според владата клучот почнува, нели, од јавниот обвинител, па сега еве се најавуваат промени на ниво на обвинителствата. Што ќе стави Европската комисија во наредниот извештај може само да претпоставуваме. Јас не би се впуштил во тоа да кажам ќе стави ова или не. Но ќе биде многу важна оценката дали ние имаме легалистички начин на заминување на републички обвинител, бидејќи тој ќе биде вовед и во други промени што следуваат. Во случајов имаме легалистички начин на заминување, бидејќи така е согласно член 86, тој може да му предложи на собранието, односно да побара од собранието да биде разрешен. Легалистички е така. Легалистички е тоа. Но многу е важно, нели? Пак се враќаме на почетокот, основите врз основа на кој владата, која и да е, нели, се повикува за разрешување на обвинителот. Знаете, еве вака сега. Владата, како ја гледам ја во тој механизам на Совет на јавни обвинители, влада и собрание. При тоа Советот даде негативно мислење, само да сакам да вака кажем. да кажам. Значи, многу е битно каде е улогата на владата во тој механизам. Владата е, по мене, иницијатор, но и само посредник помеѓу овие два органа. Мислењето стручно во делот на испитување дали има или нема одговорност го дава, нели, Советот. Владата го прибавува мислењето, во законот повторно ќе потенцирам, не пишува позитивно или негативно мислење. И владата мислењето заедно со предлогот го доставува до собранието. Значи собранието е оној функционален орган кој треба да донесе одлука. Тоа ќе се случеше да се оставеше по предлогот и по мислењето собранието да расправаше. Зарем мислите дека поинаку ќе постапеше мнозинството, владеачкото мнозинство спротивно на мислење на влада или предлог за разрешување? Дали ќе постапеше поинаку или не, во овој момент не е воопшто битно. Ако постапеше исто, а немаше доволно аргументи на таа јавна расправа која што ќе се водеше во делот на разрешување на обвинителот, собраниска расправа која што се водеше за разрешување на обвинителот, тогаш сите ќе можеа да го простадат тоа и да дадат оценка. Дали на вистина има основ или нема. Можеби ќе се извадеа оние индиции кои што се тврдеа дека направело, направело и така натаму. Меѓутоа, сега во оваа ситуација
Собранието само го констатираше неговото барање да биде разрешен. Значи немавме расправа, немавме оценување на фактите. И многу е лошо да преюдицираме како ќе се случеше, иако сите можеме да претпоставиме што ќе се случеше со таа собраниска расправа. Меѓутоа, затоа велам, уште на почетокот кажав, погрешен, многу погрешен потек е она што го направи јавниот обвинител. Всушност, на некој начин го спречи оној понатамошен демократски процес на расправа и даде легалистички крај на неговата функција. Добро, се вели дека де факто постапката за именување на нов републички јавен обвинител започнува од моментот од како што вчера беше констатирана оставката на актуелниот, на досегашниот јавен оглас за избор на републички обвинител. Во собранието треба просто мнозинство. Сега како ние како граѓани, правосудната фела ќе биде уверена дека начело, нели, прв човек во битка со високо профилен криминал, секако зборуваме, ќе добиеме непартиска, непристрасна личност, објективна. Оваа позиција, да не мислам да констатираме, една од најистурените позиции и секоја власт сака, нели, да има сенка и рака. Да, знаете како, едно демократско општество, еве ако го земем британските вредности на определување на демократско општество, покрај независноста на трите столба на државата, извршната, законодавната и судската власт, се темели на принципот на check and balances. Така тоа се нарекува. Значи, секој треба на некој начин да има одговорност према другите во склоп на оние законски одредби кои што се наведени. Законските одредби за назначување односно избирање на јавниот обвинител се утврдени во Законот за јавно обвинителство. Доколку сметаме, а тоа се случуваше години наназад, така се избираше јавниот обвинител, треба можеби пошироката стручна јавност и оние стейкхолдери или чинители кои ги нарекуваме малце повеќе да се занимаваат со измени на Законот за јавно обвинителство. Она што сега е одредено е онаа процедура која вие опишавте. Сега, каква личност ќе биде новиот јавен обвинител? Тоа е многу тешко да се каже од сега. Можеби ќе се претпоставува кога ќе се назначи на почетокот, ќе биде партиски, ќе биде зависен, ќе биде независен и така натаму. Ќе има дебата за тоа несомнено, меѓутоа неговата функционалност, неговата желба за борбата против високиот криминал и корупција ќе видиме откако тој ќе стапи на функцијата, кога ќе му се дадат оние джентлменски, нели како велиме, 100 дена, за да видиме што ќе направи во тој дел. Во секој случај, позицијата на која што тој ќе седне, новиот јавен обвинител на Република Северна Македонија, ќе биде жешко столче. А во меѓувреме треба ли да ги видиме овие разврски за обвинувањата, например, дека Коцевски чувал 40 предмети во ФИОКа, па да видиме кои се тие предмети, па да се побара одговорност. Зборувам од аспект да не зборуваме само паушално, да нафрламе теми, обвинувања. Дали треба да видиме епилог од обвинувањата кои што сега ги слушаме? Видете вака, имаше обвинувања. Така кажавме, се тврдало дека чувал некакви си предмети во ФИОК. Тоа обвинување е кажано јавно. Да, не некакви 40 предмети, тоа не е воопшто малку попусна. Тоа обвинение е изнесено јавно, во јавност. Таму во јавното обвинителство има голем број на обвинители. И ако се работи за нивниот досегашен шеф, тие го слушнаа. Законот вели и подопрен глас. Ако некој вршејќи својата функција ставил 40 предмети во ФИОКа и не ги процесуирал понатаму, тоа е сериозна злоупотреба на службената положба која е обавило. Ајде да видиме, нека постапи обвинителството сега, поради нивниот поранешен прв човек, па да видиме, нека ги најдат истите, нека одат преку оние институции на системот, нека влезат во судска постапка, па сите да видиме дали имало или немало вистина во тоа што го тврдеше владата. Вака во оваа ситуација, знаете како, најголемиот проблем... Со вакви тврдења и тези ние менуваме републички јавен обвинител. Добро, и кој треба тоа да го утврди? Еве, затоа ви велам, кој треба да го утврди? Единствен орган кој утврдува таква сериозна индиција за тоа е криминал, несомнено. Држењето на предмети во ФИОКа, нивно застарување е криминал. Така говориме за високопрофилни предмети. Високопрофилни предмети, значи зборуваме за криминал поврзан, индиции за криминал поврзан со првиот човек на јавното обвинителство. Ако има таква работа, еве ви го, јавното обвинителство е таму. Имаме јавни обвинители, имаме допрен глас. Нека се поведе
истражна постапка, нека се види дали има вистина во тоа и доколку има сомнение, односно доколку има докази за тоа, нека се поведе, нека се даде обвинителен акт до судот, да имаме судска развршница. Се до тогаш ние ќе шпекулираме. Да, Пандовски, целиот овој корпус е поврзан со тие реформи. Ние, например, бираме членови на судски совет според постоечкиот закон. Менуваме јавен обвинител според постоечки закон, совет на обвинители според постоечки закон. Тој реформски пакет на закони со пробијан рок уште од јуни, но еве добивме некој, како велат, грант гратис уште една година да го истуркаме. Во меѓувреме се случуваат промени, се именуваат функционери за кои што повторно медиумите наоѓаме начин да ги поврзаме и со актуелна и со поранешна власт и така натаму. Реформите факт е дека доцнат во правосудството. Ја продревте суштината на проблемот. Зборам, ако обвинителството и судството се проблем од онаа страна, односно од правосудната страна, тогаш имам проблемот на другата страна, во кај законодавната извршна власт, е неносењето на оние законски реформи кои што треба да се спроведат, не гласањето на оние клучни закони. Промените во законот за јавното обвинителство, во законот за судовите, во законот за судскиот совет и во законот за јавното обвинителство се едни од клучните промени кои што треба да се случат. Сите ги коментираме. Нема зошто не се случи, јас токму тоа го кажувам во меѓувреме додека чекаме. И ве ја мислам еден од законите е пратен на мислење во Европска комисија. Усвоен е, мислам, вчера или денеска, потреба од носење на закон за судски совет. Веќе усвоено на собрание потребата од носење. Зошто не се случуваат? Тоа треба да го прашаме предлагачот, Министерството за правда и собранието кој треба да ги гласа. Во секој случај тоа е неправилност која треба да се отклони. Тоа беше мојата забелешка. Овие закони што побрзо треба да се гласаат. Хајде да одиме малку подалеку. Сите велиме дека треба да се бориме против криминалот, ама на високите вршители на јавни функции им одговара ваква лимбо ситуација. Што станува со законот, со кривичниот законник, кој што беше предмет на сериозни критики како на Европската унија, така и во нашиот извештај кој Transparency International го даде во 2024 година, кажа дека тоа е директен упад на законодавната власт во судската власт. Ете, тоа е упад. Добро, што се случува? Најави власта, опозиција на опозиција дека ќе ги врати спорните делови во членот 353. Во ЕНЕР, ако гледате, ако отворите, јас допред некој ден отварав на ЕНЕР, се уште го нема ни предлог текстот кој треба. Не, се вели се уште е во изработка, нели се смета како нов кривичен законник. Добро, во изработка, меѓутоа и кога се во изработка овие текстови на вака клучни закони треба да се објават пошироката јавност да биде запознаена со истите. Некој таму има и посебни можности на таа платформа да се дадат и коментари и забелешки. Јас сум учествувал во работни групи на измени на законот, па кога сме седеле да ги дискутираме, сме ги гледале и овие забелешки. Некогаш и тие се многу конструктивни. Немаме никаква индиција што се припрема како измени на кривичниот законник. Од друга страна, сите сме сведоци дека и Уставниот суд кажа ако не се донесат овие законски измени во одреден период, ние ќе ги вратиме старите, барем во овој период да немаме големи штети. Ништо и од тоа не се случи. Значи во конкретнава ситуација сите кривични дела, високопрофилни кривични дела кои што се случени во минатото, сега во овој период и кои што се случуваат се до донесување на овие измени ќе бидат под овие одредби, рокот за застареност ќе биде многу мал и голем дел од нив, и земајќи ги во предвид кои што се соочуваме со работите кои што се соочуваме во обвинителството и судството, нема да доживееме да видиме како тие ќе бидат разрешени судски. При крај сме на разговорот, сакам да ве прашам, вчера беше усвоена резолуцијата на владеачкото мнозинство во однос на мигрантите, но во насловот стоеше и борба со дезинформации. Морам да кажам дека нашата новинарска фела реагираше поради чувствителноста на самите реченици и зборови кои се искористени внатре, кои можат да навестат некоја форма на ограничување на слобода на говор, на јавност и така натаму кога зборуваме за темата мигранти. Се тоа е во контекст на транспарентност. Се не во дури и законски измени за регулација во овој дел да се спречи дезинформации, говор на омраза, лажни вести и така натаму, но тоа се чувствителни полиња каде што границата треба јасно да биде дефинирана и нели прецизирана. Ако ме прашувате мене, слободата на говор е свето право во една демократска држава. Таа не сме да се ограничи. Јас и многу пати и досега сум коментирал, па дури и говорот на омраза како термин
како член предвиден во кривичниот законник не треба да постои. Тоа е еден рецидив од поранешниот систем каде што имавме вербални деликти. Еве едно општество како француското, да го земеме, кој што е темел на европската демократија. Во него не се познаваат вербални деликти. Секој обид да се замолчи јавноста, особено новинарската јавност, е лош. Зашто? Ако се пласираат одредени информации, ако се пласираат одредени тези, секогаш во јавните дебати има тези и антитези, имаме неколку стојалишта за одредено прашање, не мора да се само мигрантите во прашање. Тогаш се создава една здрава општествена дебата во која што граѓаните на крајот излекуваат заклучок што е право, а што не. Дали одредени процеси кои што се случуваат се исправни или не. Кои ќе бидат последиците, и за последиците треба да се дискутира. Спречувањето на ваквата здрава дебата по мене не е демократска. Да, за волја на вистината, владеачкото мнозинство вели дека овој дел е насочен кон опозицијата и е порака за опозицијата, но во самата резолуција не е прецизирано. Тоа сакам да речам сепак се однесува на јавниот говор и сцената за јавно говорење на темата конкретно нели за мигранти, на што повторно ќе речем реагира и новинарските здруженија. Ако ве прашам да оцениме транспарентноста во моментов на ниво на државата, не случајно, ние имаме новинарите постојано, нели чепкаме по веб сајтовите, бараме информации, се обраќаме до институциите. Има делови, има институции кои што не објавуваат редовно извештаи, одредени извештаи, регистри, со пробиени рокови, се уште ги немаме на увид, кои отсликуваат нели јавни состојби, за таков формат говорам. Транспарентноста на ниво на државата. Во ера на интернет, во ера на дигитализација, се треба да биде достатно, освен ако не се работи за некаква службена тајна во одреден процес на некакво одлучување. Транспарентноста во нашата држава, па и во изминатиот подолг период, никогаш не била добра. Знаете, секогаш таа може да се подобри. Законот за пристап до јавни информации до некаде даде алатка како да дознаеме одредени работи. Меѓутоа, ако веќе е јавна информација, зошто да не биде ставена, како што кажавте и само, на одредени интернет страници, интернет платформи, да биде јавно достапна. Секако дека има простор за подобрување на транспарентноста, треба пред се, транспарентноста е само еден проблем. Ја споменав дигитализацијата и интернетот. Да. Треба да зборуваме за електронски алатки кои што ќе служат за вмрежување на повеќе институции. И тоа е проблем кој што треба да се реши. Знаеме дека Државната комисија за спречување на корупција и самите тие излегоа и кажа дека имат голем проблем временски при прибирање нови информации, вмрежувањето со клучни институции како МВР, обвинителство, архив или не знам одредени институции кои што содржат информации, брзото добивање на истите ќе придонесе за подобра работа. Така да транспарентноста треба да се подобри, треба да се подобри и дигитализацијата. Да, ние имаме се уште општени, а пак се свидувам на елементарна транспарентност, која што не ретко ни е извор на информација. Имаме општени што, иако имаат законска облигација за квартални извештаи, за буџетски податоци и јавни набавки, дел воопшто не ги објавуваат и невозможно да се прочита функционирањето на општината. Имаме многу за разговор, се надевам ќе се видиме повторно 2026 година, се најавува нели забрзување на процес на дигитализација. Веројатно овие судски реформи ќе бидат во фокусот и ќе одбележат 2026 година, освен ако не имаме некои предвремени избори, па повторно да не ги поматат сметките. Благоја Пандовски, председател на Transparency International Македонија, ви благодарам. Ви благодарам на вас, секојаш ви стојам на располагање. Благодарам. Почитувани, овде завршува разговорот. Ви благодарам за вниманието и пријатно од мене.